Почитувани, правдата на Зоран Заев е кога осуден криминалец среде плоштад во Скопје полн со луѓе ке се втурне со Бентли и за тоа Спасовски формално ќе го казни со само 45 евра, а Шилегов ќе се пофали и кога, например, нечепнат ќе помине сторител на сообраќајката кај Млечан, кога еден човек загина, мајка го загуби плодот, а таа остана со тешки телесни повреди. Казната од 45 евра е грубо исмевање на правдата и шамар во лицето на честниот народ. Тоа што се случи вчера на плоштадот во Скопје е последица на тоа што правниот систем на Заев и на Спасовски не функционира и го штити криминалот и ги штити криминалците. Затоа што осудени криминалци не одговараат за сторени кривични дела. А тука Заев, Спасовски и Шилегов глумат правда за прекршок од 45 евра. Срамно! Еве што стои во позадина. Возачот на Бентлито е Бурим Маслан, познат како Бурим Харачина, познат на полицијата, кој што бил осуден со затворска казна за тешки дела, разбойништво и загрозување со предизвикување на општа опасност. Лежал затвор за обид за убиство. И од лани има 2 кривични пријави за разбойништво и за насилство. Лани и кај него е направен претрес дома при онаа така наречена спектакуларна полициска акција во Грчец и во Рачиново, кога беше пронајдено нелегално оружје и дрога. Кај него било пронајдено најмалку едно парче недозволено оружје. Овој човек поминува неказнето за илегално оружје, обид за убиство и насилство и затоа дивее низ скопските улици. Ке ве замолам да го погледнеме видеото и фотографиите. Еве го Харачина, кој што е заштитен како бела мечка од Заев и од Спасовски. Денес слободно лудува среде Скопје по цена од 45 евра. Објавува снимки по социјалните мрежи како вози со над 220 на час, лудува меѓу украсите на Петре од 200.000 евра, загрозува пешаци на плоштадот во Скопје, а Заев и Оливер Спасовски прават маркетинг дека му наплатиле 45 евра. Харачина, почитувани, нема ниту еден работен ден стаж, ама има залудување со луксузни возила да купува нови, како Бентлито купено пред неколку дена, може при претест да му биде одземено оружје, како при акцијата лани, за да потоа во шерифски стил се вози по пешачка зона среде Скопје. Кој му дава сила и храброст на Харачина неказнено да се однесува како шериф среде Скопје со толку кривични пријави? Може би и вчера ќе убиеше некого, ама помина со казна од 45 евра. Како е можно луѓе со кривични пријави за тешки дела да лумпуваат среде Скопје и да минуваат со казни од по 45 евра? Вчерашното лумпување е исто предизвикување општа опасност по член 288 од КЗ, особено што е повторување на делото. Па го штитили Заев возачот кој што дивееше со Бентли Бурим Харачина. Почитувани, изворот на ова однесување е неказнивоста заради интересите на Заев и на Оливер Спасовски. Јавното обвинителство има должност да поднесе кривична пријава за Бурим Харачина за предизвикување општа опасност од член 288 став 3 од КЗ, особено затоа што лицето казнето само со 45 евра и досега има повеќе тешки и притоа слични дела. Ви благодарам.